И како што најавив на почетокот на овој дневник, гостин во дневникот е лидерот на СДСМ, господин Зоран Заев. Добро вечер, господине Заев, добро дојдовте во Канал 5. Добро вечер, поздрав до вашите гледачи. На почеток сме на 2016 изборна година во Македонија. Не очекуваат предвремени парламентарни избори, се надева на 24 април. Што ќе понудите на вашето членство, односно на оние што ќе гласат, каква програма, со што ќе настапите за пред овие избори? Прво, мене ми е драго што Конгресот на СДСМ ја усвои програмата после обширна дебата со повеќе од 30 трибини ширум Македонија, цел пакет на мерки во илјадници вкупно броеви. Она што би можел само да го кажам е генерално да ја вратиме власта повторно кон граѓаните и тоа да создадеме услови граѓаните да ја контролираат идната влада. Буџетската транспарентност е една од најважните работи, каде што буквално приносењето на буџетот, по примерот на Струмица, како што го носиме буџетот транспарентно со дебата, со гостување на Македонската радио телевизија, на министрот за финансии, премиерот, ќе дебатира за главните проекти и преку тоа ќе се создава буџетот, а не на начин како што тоа власта го направи, бракајќи ги новинарите и секако опозиционите пратеници, укинувањето на драконските казни, менувањето на законот за извршители и извршните делови, враќањето на парите назад кон граѓаните. Тука е мерката за повраток на ДДВ, праведното доначување, 50 до 100 милиони евра поддршка на бизнис секторот заради отварање на нови работни места, таргетот за покачување на платата, средната просечна плата или вкупните приходи по вработен по семејство од повеќе од 29.000 денари, медиумите. Конечно ќе имаме слободни медиуми во Република Македонија, каде што буквално ќе може секој медиум без било какви притисоци од страна на извршната власт да биде креативен новинар, креативен уредник, каде што директно ќе може да зборува за она кое што представува секојдневие наше, а ќе биде на дофат на граѓаните за нивно оценување. Прва вест денеска беше дека е отворена нова инвестиција, Браунфилд, во погоните на Порцеланка, 1000 нови вработувања во Велес. Дали СДСМ планира некогаш да отвори такви големи инвестиции, такви големи фабрики? Во Струмица, додека сум градоначалник, има отворено фабрики кои што отворија повеќе од 5000 работни места. Но тоа не го реши проблемот на струмичани. Вистинската поддршка мора да дојде кон домашните компании. И тоа директно. Не е нешто што СДСМ го измисли како топла вода, тоа го прават сите развиени демократии, Италија, Холандија, Германија, директно интервенира буџетски средства, нашето ветување е 50 до 100 милиони евра годишно, директно финансирање, партиципација во приватниот Домашни сектор. компании би вложувале? Директно домашните компании. Се појавуваме во Велес и велиме ова година 5 милиони евра директно државата ќе вбризга во партнерство. А странски инвеститори? И странските инвеститори секако во подеднакви услови со домашните, при тоа давајќи примат на домашните. Заради тоа што профитот останува овде и тоа останува трајна придобивка на генерациите кои што доаѓаат. Преку тоа конечната цел мора да биде просечното ниво на плати да го подигнеме. До просек од 500 евра по плата. Да се вратиме на изборите. 24 април ќе имали избори. Се зборуваше дека Зоран Заев е несигурен, не би сакал да има избори на 24 април поради лошите резултати во анкетите на Брима Галуп, например. Ги знаеме резултатите, двојно поголема поддршка од граѓаните, тројно поголема поддршка на Груевски во однос на Заев. Еве вака, да го потсетам нашиот народ, вашите гледачи, ние, опозицијата, сме тие кои што се изборивме и добивме предвремени избори во Република Македонија. И до ден денеска, само ќе потсетам, актуелно еве денеска, во изјавата Бајден го кажува тоа што Стејт департментот го кажува сите месеци, американскиот амбасадор го кажува сите месеци, а тоа е континуирана имплементација на договорот од Пржино со целосно спроведување на обврските. Тоа го кажа денеска и европските пратеници. Тоа значи зацементиран датум. Тоа значи целосно спроведување на императивот од договорот од Пржино. Императивот не е избори колку да има избори. Фер и демократски избори. Полн легитимитет на победникот. Кога ќе се исполнат тие услови, тогаш се дефинира и датумот за избори. Не и треба на Македонија нови кражби на изборите. Не и треба на Македонија нови лоши избори кои што Европската унија ќе го оквалификува како лоши и при тоа да останеме за главни. Еве сега Европската унија и Вашингтон ќе бидат оние кои што ќе гарантираат дека ќе има фер и демократски избори, значи избори ќе има на 24. Едно прашање, еве месец дена имате ваши министри, заменици, сте во власта, се спроведува договорот од Пржино. Кои се резултатите што ги покажа, например Спасовски, Ременски? Слушаме за смени на раководни лица во МВР, раководни лица во Министерството за труд и социјала.
Во договорот од Пржино има работи кои што се завршени. Враќањето на опозицијата во парламентот, техничката влада имплементира, специјалното јавно обвинителство почна со работа и неколку други работи, но има работи кои што не се завршени. Проверката на избирачкиот список и регулацијата на медиумите се оврска на Македонија уште пред политичките бомби или проектот за вистината за Македонија. А кадровските промени да спаѓат? Во делот на техничката влада, техничкото назначување на министрите и нивно влегување значи да имат доволно ресурси да го управуваат тоа министерство, за да заедно со власта и нивните представници бидат гарантори на регуларноста на изборите, како една од обврските кои што обезбедуваат фер и регуларни избори. Сметате дека овие кадровски решенија се направени толку колку што треба да има контрола врз самите министерства и конечно доаѓаат професионалци во самите овие институции, не партиски војници, и доаѓа времето, и во иднина ќе биде тоа време, каде што критериуми главни ќе бидат квалитетот, вредноста, искуството, сите, не партиската книжка повеќе. Тоа што се случува во моментот е токму тоа, и тие промени се доволно толку големи, колку што може Оливер Спасовски или Фросина Ременски да управува со таа институција, за да може заедно и опозицијата преку овие две министерства да биде гарантор на регуларноста на изборите. Значи, овие не се партиски личности, односно се ставени како професионалци, а не заради припадноста на СДСМ. Тоа се докажани професионалци, докажани професионалци кои што биле разрешени во еден период, некои биле на Танушевци, некои биле на Гошинци или не знам каде разместени, сега се вратени. Тука спаѓа нели и сопругот на господин Тој не е никаков началник или раководител. Тој бил години на Танушевци, е разместен за да може како професионалец докажам да помогне во делот на контролата која што има ова ресор кој што го води Оливер Спасовски. Господине Заев, ја начнавте темата со медиумите. На 1 декември дадовте една изјава дека најголеми ваши политички непријатели се 4 најголеми телевизии и Дневникот, Весникот Дневник. Дали сметате дека се уште така? Ева, вака, јас уште еднаш ќе констатирам, за жал, се однесувате како медиум, како поголем политички непријател од нашиот политички непријател ВМРО ДПМН. Впрочем, директно ќе поставам прашањето. Од 31 до 3 го давате Никола Груевски, вкупно 10 пати. 31 и 1 по 2 пати, 2 и 3 по 3 пати. Што ви кажува тоа? Последното истражување кое што направи... збор за премиер на држава. Така е, ама имате нов закон, кој што на многу мудар начин го изигрувате 10 пати за 3 дена да се даде премиерот, каде што ја сатанизира опозицијата и каде што продолжува да се фали во функција на кампањата, каде е рамноправната застапеност, која што секој медиум треба да го има. Само неколку работи морам да ви кажам. Мора да кажете дека и вие бевте застапени во целост со вашата изјава и вашето обраќање кон 10 пати за 3 дена. Не, бевте целата изјава ви беше емитувана на канал. Господи Богатинова, е вака. Една важна невладина организација подржана од странските амбасади вели вака: манипулации, пропаганда за интересите на владата, демонизација на опозицијата, говор на омраза и севкупно погазување на професионалните стандарди во новинарството. Вели дека телевизиите Канал 5, Сител, Алфа и Македонската телевизија работеле во партиски наместо граѓански интереси и вели: овие телевизии имаат огромна продукција на прилози поврзани со политиката и политичките актери, тука е Канал 5 еден од тие, и вика фактот што мнозинството од овие прилози или го фаворизираат ВМРО ДПМН, или го демонизираат СДСМ, или двете заедно, покажуваат високо ниво на агресивност во креирањето антагонизам на политичката сцена, напуштање на основните стандарди на известување. Така, јас нема да читам господине Заев, туку ќе ви кажам. Тоа не е наше се наоѓате во Канал 5. Тоа не е наше мислење. Ако повикна едно интервју, значи прифаќањето на поканата и моето присуство е уште еднаш потврда, ќе ве потсетам. Кога бев избран за председател, првото интервју го дадов на Канал 5. На годишнината на Канал 5, заедно со цел лидершип на СДСМ, дојдов на Канал 5 да испратам порака. Затоа можам да кажам дека вината во однесувањето е токму на оваа национална телевизија, за која што сите граѓани и јас плаќаме радиодифузна такса, од која што вие сте сега во моментот на оваа телевизија како наш гостин во Дневникот и како наш гостин разговарам со вас и впрочем ова интервју, како да ви кажам, немаше да се случи доколку не ви беше наредено. Но ние ќе продолжиме понатаму со нашите господине Заев, да ве прашам иницијативата да бидам гостин на Канал 5 се надали. Знаеме каква е позадината зад вашето доаѓање, а ние да продолжиме понатаму за случајот со фабриката за афери, која е вашата поврзаност со господинот Захир Бекири, односно Чауш, и зошто тој човек
се сликал толку многу и со вас во вашето седиште, и со господинот Оливер Спасовски, станува збор за криминалец. Еве вака. Јас седам со осомничено лице за криминал Никола Груевски, па преговарам, па има слики. Премиерот Никола Груевски седи на вашата телевизија, вие сте овде главен уредник, со осудено лице, со првосилна кривична пријава, Миленко Неделковски. Чаушот е член на СДСМ. 2 години и повеќе јас повикувам било кој да достави докази што има докази за криминалите на власт. Пред кампот на слободата сум сликан со секакви луѓе. И тоа не значи дека некој има некаква поврзаност со одреден криминал. При тоа, ова што се случува сега, со оваа така наречена фабрика на лични карти, е класична пропаганда на ДПМН. Истото тоа го прави како што се случуваше пред проектот Вистината за Македонија. Сакате да кажете дека 120 документи, односно лични податоци за 120.000 граѓани на Република Македонија не се во неговиот компјутер, дека нема таму 70.000 прислушувани материјали со кои што располага еден обичен криминалец кој што има 6 кривични дела? Истрагата ќе покаже што е вистината овде. Она што можам да го кажам. Сака власта да потврди дека СДСМ печателе фиктивни лични карти, па ние ќе победевме. ВМРО ДПМН победува со фалсификатот. Откриена е аферата за фалсификување лични карти. Министерството за внатрешни работи, Министерството за внатрешни работи печатало, штанцало фиктивни лични карти, има признание веќе, нема бегање тоа. Господине, за да ве прашам уште за пред крај сме на разговорот за господјата специјална обвинителка Катица Јанева. Дали се и предадовте сите прислушувани материјали, дали се кај незе, дали направивте записник од се што поседувавме, ние предадовме како материјали. Записник не е предаден, тие може да не известат за вкупно се што добиле, може да известат и јавноста за се што добиле. Се што поседувавме, ние го пријавивме. Се надевам дека и власта, преку тајните служби, Сашо Мијалков, Никола Груевски, ќе ја исполнат таа обврска, заради тоа што тие имаат 2-3 пати повеќе од тоа што го поседуваше Зоран Заев. Така. Се плашите ли од разврската на случајот Пуч, каде што бевте четврто обвинет, каде што Верушевски е ослободен, Сонја ви се заблагодари неговата сопруга, вам за неговото ослободување? Верушевски не требаше ни да биде притворен. Случајот Пуч е абсурдност. Ако е точен, треба и Никола Груевски да биде во притвор. Заради тоа што насилство врз високи представници на премиерот на државата како што е премиерот, заради барање техничка влада и предвремени избори. Тие се реализирани работи. Но ова што го зборувате, странските служби, молам само да се доискажам, странските служби Никола Груевски, впрочем и обвинителството поранешно, сега веќе специјалното ќе си каже став, кажува дека постоеле заради тоа што само Заев ги кажал. 11,5 месеци држат луѓе во затвори, катастрофа, затварат жена, гонат деца. Ова е преседан, не знам дали го има и на друго место во светот, но апсолутно вистината се излегува чекор по чекор и Пуч е веќе абсурден и смешен случај кој што верувам. Но мора да има судска разврска на овој случај. Вие сте четврто обвинет во овој случај. И ќе заврши судски онака како што личи. Веќе е специјалното обвинителство тоа кое што го презема случајот. Јас се надевате ли на помош од Катица Јанева? Специјалната јавна обвинителка е бирана со консензус на 4 партии. Донесе на законот за специјално обвинителство со консензус на сите политички партии кои што беа застапени во парламентот. Премиерот во изјавата рече дека и верува на Катица Јанева и специјалното јавно обвинителство. И јас и верувам на Катица Јанева и специјалното јавно обвинителство. И ги охрабрувам. Правдата мора да важи подеднакво за сите. Граѓаните се еднакви пред закон без разлика дали е тоа обичен граѓанин, дали е политичар како Заев и Груевски, дали е некој бизнисмен, дали е некој новинар или слично. Правдата во Република Македонија мора да важи за сите. Господине Заев, при крај сме на интервјуто. Се надевам дека ви беше пријатно во Канал 5 и дека и покрај тоа што кажавте дека остануваме непријателска телевизија, ќе продолжиме со соработката, ние ќе продолжиме да ве каниме и натаму, иако ве каневме година дена, вие не доаѓавте, меѓутоа еве дојдовте. И сега за крај да ве прашам нешто што е во целата оваа тема. Се надевам ќе давате равноправен простор и ние ќе го почитуваме тоа. Нешто што ќе дојде време да ја коригираме таа изјава. Нешто што ве интересира, што ги интересира струмичани и целата македонска јавност. Ќе има ли карневал во Струмица оваа година? Секако на 16 март е оваа година Струмичкиот карневал и поканувам граѓаните да видат гости на најголемата културна манифестација во Република Македонија. И не ве прашав случај